велелепен собир на македонците ќе го поздрави и доктор Беле Алексов, кому му припаѓа и честа да го отвори годишнениот Сем-македонски собир. Повелете. Почитувани браќа и сестри, почитувани македонци, јас сум Веле Алексовски, ова манифестација и овој собир ме подсетува на нешто што се случи точно пред 30 години на 29 тогаш беше септември, февруари 1995 година. Во име на Светскиот македонски конгрес и во име на Сдруженијето кое што е во формирање од Велес Петре Поп Арсов, уште еднаш, драги мои браќи и сестри, голем поздрав, да ве подсетам на она што се случувало малку порано, не многу долго, но сепак македонците не престанале во континуитет да се борат за своите правини за една самостојна татковина Македонија. Значи, почнувајќи уште од најстари времења, тоа уште пред 2500 години скоро, Македонија е прва земја во Европа и во Азија, Југоисточна Азија и Блиско источна, се извинувам, која е основана како една политичка заедница, односно држава на овие простори. А ние за тие простори се бориме за да се очуваме нашето што ни следува, не да земеме нешто туѓо од другите народи. Наку со објавен ми овој текст во книгата Александар Македонски, ќе рече што се Александар Македонски. Ако ние немаме корени, ако не постуваме од пред Александар и после и по Александар, тогаш нема да имаме и сегашност, нема да имаме иднина. За жал и ден денес не оспоруваат, не негираат, а да се знае кој, тие што се многу подоцна појавени на овие простори. Значи, во име на Светскиот македонски конгрес и во име на Сдруженијето во формирање Петар Поп Арсов од Велес, во име на граѓаните на Македонија и македонците од целиот континент, дозволете ми да ве поздравам и да ви посакам се најубаво. За македонскиот народ, јас како истражувач на историските настани од минатото, имам големи податоци од француските архиви, иако Франција денеска не е онаков пријател како што треба да биде демократска земја, ќе цитирам неколку моменти од тие истражувања и неколку автори на истражувањето на тие македонци, односно македонофили што работеле за македонското обединување, за македонска демократија, за македонската слобода, во соработка со меѓу првите е доктор Коцарев, тој е прадедо на нашиот досегашен председател на Академијата на Ману Љупчо Коцарев, кој што го основал Светскиот македонски конгрес во Женева уште 1899 година. Значи, тие архивски материјали што се собирани од моја страна се објавени во неколку дела пред Светската касапница во Македонија или кланица, по наша касапница од турцизам, во книгата Вистината за Македонија низ француската историографија, во третата книга е во одбрана на македонскиот национален идентитет и градењето и крадењето на Македонија во современиот момент, тоа е по дисолуцијата на Југославија, од, знаете, 92 посебно до 98 и така натака. Сакам да цитирам неколку моменти од делото на имаме ние пријатели во светот. И ден денес, но и во минатото сме имале пријатели, како што грците ги купувале, ние сме останале без татковина уште во тоа време,
овие пријатели најмногу ги имаме стекнато кои што се бореле на Македонскиот фронт, односно Србите и Грците го нарекоа Солунски фронт 1914-18, а во Македонија фронтот трае од 1915 до крајот на 18 година. Тогаш француските учени офицери, интелектуалци, университетски професори се интересираат којата Македонија ја нарекуваат една мешавина на разни народи. И викам, во Македонија како може да нема македонци? Ги гледаме со шубари, со каскети, со разни капи и униформи, ги прашуваме кои сте вие и што сте. Ние сме прилепчани, ние сме битолчани, од страв вика да си кажат своето национално име, само кажуваат дека се по вера христијани, православни и ништо повеќе. А ние скришум ги наблюдуваме што работат со убиените војници, бидејќи во тоа време, во тој период од 15 до 18 година во Македонија престојуваат над 1.250.000 белосветски војници, дури од Југоисточна Азија, што прво во западно го кажав, значи колониите на Франција, од тие колонии собира млади војници Франција, како императорска земја, ги собира и ги праќа на Македонскиот фронт. Вика ги гледаме македонците, онивите национални облеки, закопуваат војници во разни униформи, во бугарска, во српска, во француска, без да прашаат на кого припаѓа. Тоа ја одразува нивната хуманост, нивната вера кон Исус, нивното почитување кон умрените, зашто војници не се видони што загинале тука со илјадници и илјадници километри оддалечина од оваа Македонија. И ние ја нарекуваме оваа Македонија една мешавина, исто како мешаната салата македонијан, што ја нарекуваат и ден денес французите. Вика, дали овие луѓе, Едуард Силол има една теза докторска од брането на тема на македонското национално прашање, дали овие луѓе заслужуваат својата татковина? Да, значи зборам за 1921 година, по завршување на Прва светска војна. Заслужуваат, бидејќи тие не смеат да се остават сами на себе, а и ден денес тоа ни се случува. Зошто? Затоа што нејзините соседи се вистинци, волци, грабливци. Секој од нив ќе гледа да граби што повеќе од неа. А во тој момент се одржува, знаете ли, 19, 20, 21 година Париската мировна конференција, кога дефинитивно Македонија е распарчена на тие денес што ги има надвор Македонија од Република Македонија делови, а Република Македонија тогаш не знаете дека потпаѓа под кралството на СХС, односно на Србија, Хрватска и Словенија. Овие луѓе вика треба оваа земја да се остави на меѓународната заедница. Тогаш не постојат Обединените нации, туку постои друштвото на народите со седиште во Женева. Треба ова друштво да ја возможи на оваа земја, на овие луѓе на оваа библиска територија, тие не се вчерашни, да ја возможи да си има своја држава, но со протекторат на еден гувернер кој би бил од Франција, се нормално, како французин докторант се бори за својата татковина да биде доминантна во светот, но неговите помошници го советуваат дека не само на Франција, може и да биде од Шведска, дури предложен бил гувернер од Шведска што ќе ја води Македонија. Тоа не успеа под влијание на силата на Пашич, на сојузници на француската армија во победата над алијансата што е на континенталните земји Германија и другите тревото што е на централните сили. Значи, се бореле уште тогаш луѓе. Грција во тоа време, Грција е првпат, знаете, од 1830 година оформена како држава само на Пелоподес, толку имала. На секои 10-15 години Грција се зголемува, територијално зборувам, а нормално и демографски,
кон север, кон денешна Македонија и на крајот доаѓа до 1912 година влегуваат во Сулун. Грци имало во Сулун, ама грци трговци, грци лисици, кои што работеле за интересите на атинската влада, а атинската влада била поврзана со големите сили од нивни причини, нивни интереси, тоа се Англија, Франција и денешна Германија. Секој од нив помагале Грција да има својата татковина, да биде призната, се признаат исто така со Берлинскиот конгрес за жал на Македонија 1878 година и како државички Србија, Црна Гора, станува кнежество Бугарија, Македонија веќе ве оставе за подоцна во член 23 од договорот пишано е дека кога тога султанот ќе дозволи автономија на ова земја. За жал и ден денес чекаме наше обединување и ако не се ваквите средби, нашите поколенија нема ни да знаат што се работело во овие минати векови против македонскиот народ и против македонска држава. Затоа, мило ми е што браќата од Прилеп оваа манифестација не ја забораваат, сеќавајќи се на Гоце Делчев се подсетуваат на македонското тешко минато и ние им честитаме за организацијата и со задоволство приступуваме оде и нашите браќа од локалното здружение, локалната самоуправа сме почестени што имаме можност да бидеме домаќини и да ве пречекаме толку колку што се. А колку сме, толку сме, дали сме добри или не сме, ќе каже и днината. Ако се намалуваме вака како што сега се намалуваме, не ни се пише многу убаво. Затоа, за очување на македонскиот јазик, за очување на македонска држава, треба да се бориме што помалку да се меѓу себе расправаме кој е помал или кој е поголем, туку да се обединиме, да не си ги забораваме браќата од Хрватска, од Србија, од Бугарија, Пирин, велам Бугарија, денес е Бугарија нормално, од Егеј, па и од Албанија. Им честитам на присутните, посебно на колегите што се од Алијансата, кои во Албанија се борат надчовечки, но тешко успеат. Ако се разделиме, уште повеќе ќе не раздел тие, а затоа да се обединиме и да сме среќни во една подобра татковина со подобри раководители, државни функционери и нека се здрави и живи македончињата што ни се раѓаат, што не наследуваат, да се здрави и живи вие, да живее Македонија, да живее обединета Македонија кога тогаш. А тоа ќе биде во Европската унија, која што и таа не ни мисли најдобро. Ви благодарам на присуствие.